Македонската пејачка Ивона Јо, позната по својот прекрасен глас и емотивни изведби. Во интервју за Hype Македонија ја сподели својата инспиративна приказна за загубата на тежината. Ивона откри дека досега успеала да изгуби неверојатни 60 килограми, што представува значаен дел од нејзиното патување кон подобро здравје и благосостојба. По неколку годишна борба со килограмите, Ивона се подготвуваше за следниот голем чекор – операција на отстранување на вишокот на кожа. Таа во ексклузивно интервју за Hype Македонија објасни дека операцијата ќе се одвива во 2 дела, што ќе помогне да го заокружи својот процес на физичка трансформација. Ова е патување кое ме научи многу за себе си и моето тело. Се чувствувам подобро од кога и да било. Нетрпеливо го очекувам следниот чекор во мојата трансформација, изјави Ивона. Со својата приказна Ивона Јо инспирира многумина кои се соочуваат со слични предизвици, покажувајќи дека со труд, решителност и поддршка можат да се постигнат големи промени. Фановите ја даваат својата безрезервна поддршка, со нетрпение очекувајќи ја нејзината следна музичка етапа по операцијата. Екипата на Hype Македонија ексклузивно беше присутна на лице место на меѓународниот аеродром во Скопје, да ја испрати Ивона Јо со поддршка за брзо опоравување и среќа во операцијата која ја предстоеше. Да подсетиме, Ивона драстично ослабе по операцијата на желудникот, со што успеа да ја трансформира својата фигура и да ја направи големи промени во својот животен стил. Од тогаш пеачката инспирација за многумина, јавно споделувајќи ги своите искуства и мотивации со своите следачи. На социјалните мрежи можеме да го следиме целиот процес на опоравување кој Ивона Јо јавно и транспарентно го споделува со своите следачи. Пеачката во моментот е во процес на закрепнување. Па во продолжение на нашиот разговор слушнете како таа закрепнува, што може, а што не може, какви изненадувања ни спрема и уште многу детали поврзани со неа. Операцијата помина во најдобар ред. Ви благодарам пред се што ми испративте, што бевте последни што ме видоа во тоа старо руво. Операцијата помина перфектно благодарение на стручниот тим на докторот Емрах и сум презадоволна, навистина напи преблагодарна. Оздравувањето тече споро, имаме еден чекор напред, 2 назад, па 2 напред, не одиме назад, но секако со полека со страплење, односно со трпение, се како што треба. Најголема поддршка во овие моменти? Моите дома, кои што се во Куманово и кои што често доаѓаат, секако Тамара и Бејби, мајка и на Тамара, пријателите, избраната фамилија, што ги викам. Има многу луѓе околу мене, направив селекција на луѓе, исфрлив се што не се појави во деновите кога најмногу ми требаше. Јас велам, овој период дефинитивно, знаеш, како брашно кога ќе го сееш и кога ќе остане горниот слој, кога ќе го исфрлиш. Така и со луѓето. Кога да те очекуваме назад во македонските локали? 1 март веќе ќе 1 април, 1 март требаше, ама ми продолжија 1 април веќе сум на сцена. И едва чекам, и ментално веќе сум на сцена. И не може само артист ке ме разбере, мене веќе душата ми бее. Како се чувствуваше во венчаница? Како да сум родена за тоа. Прекрасно искуство, само не ми јасно како ги носат девојки, како носат, колку да трае венчањето и црква и се, како има прашање до девојките, како ги носат 12 часа и играат во нив. Мене беше претешко за одење, вале заради самиот рез кој што се уште го имаме, поради кој што не можам да се исправам, но вака чувствено, прв пат да носам бела боја да ми е толку многу убаво, затоа што почнав поболека да се прилагодувам на новата јас. Дали си подготвена за една таква церемонија или ова беше единствената прилика да те видиме во тоа издание? Не, подготвена сум за таква церемонија, ќе има таква церемонија секако и ќе носам малку која ексклузивна венчаница. Оваа беше прилагодена на мене за моментално што можам и смеам да носам, но секако ќе ме видите, секако ќе бидете поканети ексклузивно на твојата церемонија. Апсолутно. Слушнавме дека подготвуваш албум. Дали на истиот ќе има дуети и со кого би ти направила дуетска песна во Македонија? Да, подготвам албум, се селектираат песни, продуцентите испраќаат за да слушнам што има, каков избор се ќе ми понудат.
Дуети од Македонија. Желба ми е да направам дует со Тамара, да го вековечиме приказната. А од постарите колеги, што знам, со Сузана би сакала. Зошто не? Со Гавазова, супер би мешала жанрови. Не би ставила ист поп со поп, иако со Тамара имаме направено еден дил, дека еден ден, кога ќе бидеме и двете спремни, дека ќе направиме нешто енергетско, затоа што имаме слична енергија. Ама би мешала жанри, би направила нешто интересно, зашто тоа моментално во Македонија нема, и why not? Одлично. И сега кратка рубрика, 10 ама. Аха. 10 ама е понизок. 2. 10 ама заработува помалку од тебе. Леле, 10, не гледам каква нешто. 10 ама сака 50-50. 0. 10 ама него го схитува музиката. -2. 10 ама не сака беби. -100. 10 ама не сака кратка коса. Нека најде некој со долга. 10 ама не е гурман. Ми одговара. Тоа е супер. Тоа е 10, ќе ми помогне. 10 ама не тренира. Не тренира? 0. Не. Огромна подршка треба за тренирање. 10 ама сака брак одма. 2. 10 ама обожава кромит. Океј, јас сакам кромит. 10. Што има врска? 10 ама има многу другарки. 10. Што има врска, ја ќе се дружам. I'm not that kind of Пази, маче. По интервјуто со талентираната пејачка Ивона Јо, заклучивме дека нејзината најголема желба е еден ден да се види како невеста, облечена во раскошна венчаница, што е сон на секоја девојка. Ивона искрено призна дека ја посакува оваа бајка, а со нејзиниот шарм и позитивна енергија нема сомнеш дека тој ден ќе биде како сонништата. Покрај љубовните желби, пејачката активно работи на својата трансформација и закрепнувањето, а резултатите се веќе видливи. Со посветеност и дисциплина, Ивона докажува дека кога нешто ќе посака, се е возможно. Како што ни откри, публиката може да очекува нов албум на естрадата многу наскоро. Проект што ветува хитови и освежување на музичката сцена. Со комбинација од талент, посветеност и љубов кон музиката, Ивона Јо дефинитивно ни подготвува изненадување во 2025-та.